Јас како информатички професионалец секако дека користам вештачка интелигенција. Во мојата околина живеам секој ден со софтвер, развој на софтвер и нормално дека користиме алати од вештачка интелигенција, на сите им се познати. Сите луѓе денеска веќе почнаа да користат, а и програмерите нормално, затоа што ни штеди време. Меѓутоа, мојата теза денеска сакам да ја изложам малку една потемна иднина на начинот на употреба на вештачката интелигенција и каде тоа ќе не одведе како човештво. Имено, мојата теза денеска е дека вештачката интелигенција во суштина носи екзистенцијален ризик за човештвото. И покрај тоа што сметаме дека ова е тема за регулација, како ќе биде употребувана вештачката интелигенција, сепак мора да зборуваме за едни длабоки прашања за обстанокот на човечката политика, на слобода и воопшто обстанокот на човекот како субјект, природен субјект. Ова не е ништо ново во размислувањата, јас само правам ехо, нивно, нормално. Меѓутоа, дури кумовите на вештачката интелигенција, они кои што ја поставија темелите на модерниве вештачки интелигенции, зборуваат за ова, за големата опасност што ја носи вештачката интелигенција. Ќе се обидам да докажам зошто и како би дошло до тоа и како тоа сега се користи. Затоа што тоа вклучување на вештачка интелигенција во секоја пора на човечкиот живот, всушност има скриени опасности. Се започна, знаете, 1968, Одисеја 2001, Дейв, астронаутот, го исклучува Хал и Хал му вели I'm sorry, Dave, I can't let you do that. Извинете на англискиот, ама прости, Дейв, се плашам дека не можам да ти го дозволам тоа. Всушност, тоа е еден предзнак, една предскажување на можниот крај на употребата на вештачката интелигенција. Хал е вештачката интелигенција во случајов. Артур Кларк уште пред многу години тоа го помислил. Инаку, вештачката интелигенција во последниве години експлозивно се развива, експлозивно се воведува и се користи. И ако погледнеме порано, например, пред нешто повеќе од еден век, конјот, камилите, караваните биле заменети со железница, потоа со автомобили, меѓутоа еден век траело тоа. Сега, во неполни 10 години, веќе имаме потполно воведување. Го заменуваме човечкото расудување со машинско оптимизирање. Ќе ви кажам и некои техникали околу тоа како размислува вештачката интелигенција, за да го поддржам ова. Затоа велам машинско оптимизирање, а не размислување. Ако некојаш коњот исчезна од транспортот, можеме сосема лесно да замислиме човекот тивко да исчезне од одлучувањето. Не затоа што ќе го уништат, туку затоа што ќе стане технички застарен за систем што бара максимална ефикасност. Класичната слика за вештачката интелигенција е алатка во човечки раце. И во моментов овие години го живееме тоа. Ја користиме од моето програмирање до тоа што да ја купам на мајка ми за нова година. И ќе ни даја некакви совети. Но реалноста е дека таа станува основна инфраструктура, врз која почиваат воените, економските и политичките одлуки. Само за да го потврдам ова, дека станува основна инфраструктура, вчера излезе податок дека 90% од бруто производот на Соединетите Американски држави во 2025 отпаѓа на градење на нови дејта центри за вештачка интелигенција. 90%. Така пишува. Пишува во Forbes
не пишеа во... Така што јасно ви е дека сите напори се вложуваат. Тоа се дури стана цените на мемориите се покачија 5 пати затоа што се повлекува кон тие центри за вештачка интелигенција. Јасно е државите каде одат. Меѓутоа, што е проблемот? Проблемот е што исти модели се користат за анализа на разузнавачки податоци, за селекција на медиумски содржини, автоматски. Веќе имате списанија кои што 90% се автоматски уредувани, за проценка на кредитен ризик во некоја банка, за управување со критична инфраструктура, например, електропостројки, железница, било што може да замислите, но и за моделирање на јавното мислење. Се претпоставува дека над 60% од корисниците на Твитер се ботови, водени од вештачка интелигенција. Слично е и со Facebook, со сите социјални мрежи. Денеска луѓето живеат на социјалните мрежи. Ние постарите можда помалку, ама помладите секако да. Значи, се тоа лепеза на користење на вештачката интелигенција потполно ја вградува во секоја пора на нашиот живот. Во оваква средина, формалните демократски институции, парламенти, избори, судство, постепено стануваат зависни од технички системи што не ги контролираат, ниту па ги разбираат како функционираат. Моќта тогаш се сели од избраните тела на инфраструктурата, што ја дизајнира мал број држави и технолошки компании. Значи, вие имате неколку компании денес кои што се водечки во вештачка интелигенција, ги знаеме, ChatGPT, Anthropic и така натаму, меѓу кои се и кинезите, кинески компании и така натаму, меѓутоа тоа се ограничен број. Цела таа структура сега практично влијае на одлучувањето на практично секоја држава. Не знам Македонија точно до каде е, ама кај да е, ќе стане. Во Албанија имаме министерство за тоа. Значи, реалната контрола се одвива во сервер сали, во дејта центри, во истражувачки лаборатории. Алгоритмите што денес водат беспилотни летала се базираат на истата математичка логика како алгоритмите кои што утре ќе одлучуваат кои текстови ќе ги видите во списанијата, во онлайн или печатените. Знаете, алгоритми постоеле и пред вештачката интелигенција. Јас сум сведок и јас сум учествувал во такви анализи на која партија ќе победи ако се случи ова или она А или Б или Ц, или како ќе реагираат одредени граѓани. Вештачката интелигенција тоа го донесува на ново ниво. Значи, во состојба е да спроведе милиарди анализи во минута и тоа што нормален аналитичар, колку и да е умен и искусен, не може да го направи. И второ, таа моќ се дава на било кој. Значи, порано, ако беше во рацете на добри аналитичари, сега вештачката интелигенција е добар аналитичар. Иако во суштина и ние стануваме зависни од тоа. Ние можеме да ги моделираме тие работи. Порано се правеа овакви или онакви манипулации, како и во цел свет, и во Македонија, и во сите. Нормално, политиката е манипулаторска операција. Манипулира со јавното мислење. И сега, ако тука влезете, ставите 10.000 ботови кои што постираат не знам какви мислења дека овој или оној политичар или партија или потек е добар или лош, веќе е јасно. Но битно е дека сето тоа е уствари од еден извор. Значи, истите оние што беспилотни летала водат, што ми помагаат во програмирањето, го моделираат и јавното мислење. Затоа и мојата наслов на дискусијава што си ја дадов е војната и јавниот дискурс почнуваат да користат ист оперативен систем. Нов Windows, ако сакате. Вештачката интелигенција не води грижа дали управува со јавно мнение или со мојот програм или со беспилотно летало што треба да бомбардира не знам колку каде. Нели? На бојното поле системот одлучува кој објект е цел на напад. Така, вештачката интелигенција. Во општеството системот може да одлучи кое мислење е опасно, да влеземе малку у цивилни односи, у граѓански односи. Кое мислење е опасно, која група е под сомнение и кој граѓанин треба биде
цел на поинтензивен надзор. Вештачката интелигенција. Кога еднаш ќе се усогласи воената и политичката рационалност, начин на размислување, во истите технички модели, вештачката интелигенција се базира на модели, таргетите полека престануваат да бидат војници и почнуваат да бидат луѓе со погрешни ставови. Погрешните ставови не мора да се општествено калкулирани од диктатори и автократи. Туку може да се калкулирани според ризикот од самата вештачка интелигенција. Значи, таа калкулација се одзема од рацете дури и на авторитарните режими. Едноставно, вештачката интелигенција станува арбитар, главен арбитар. Во класичните демократии постоела барем формална граница, нели? Меѓу инструментите за надворешна одбрана, внатрешна контрола, знаеме, војска, полиција и така натаму. Со современите системи за следење, препознавање лица, масовен надзор и предиктивна анализа, оваа граница се топи. Вчера излезе ново видео и објаснување на една господја кинеска дисидентка, која учествувала во развојот на надзорниот систем, новиот надзорен систем на Шангај, во Кина, каде што практично со помош на вештачка интелигенција може пасивно да се следи секој граѓанин каде што прави и дури да се предвиди каде ќе оди. Што значи пасивно? Не мора да носи предавател на себе. Едноставно, вештачката интелигенција со помор на камери, на предвидување каде може да биде и така натаму, точно може да го следи секој граѓанин на Шангај од 10 милиони жители. Страшна една... 10 милиони жители? Колку е Шангај? Предпоставам многу милиони жители. Секој време може за секој. Ама добро, видете, тоа и тоа е пасивно. Следењето и воопшто не е некој голем предизвик во ерата на ваков технолошки развој. Анализата е во прашање. Не само тоа. Аналитиката која стои зад... Не само тоа. Кој одлучува кој треба да биде следен? Именно тоа. Не одлучуваат веќе властите, одлучува вештачката интелигенција според дадените параметри. Тоа е тоа. Затоа што е таа апсолутистичка. Следење, тоа сакам да кажам. Да. Можете да ставите што е можно повеќе камери на сите страни, сензори и така натаму, меѓутоа Значи, аналитиката и одлуката за тоа што треба да се направи со тој податок, односно со субјектот, односно објектот на надзорот, тоа е веќе... Ќе стигнеме до тоа, кој одлучува за тоа, битно е. Меѓутоа, алгоритмот кој ги филтрира заканите на границата, да речеме, закани напад и така натаму, овие што се блиску до Украина и Русија, например, може од утре да ги филтрира и непожелните станови на социјалните мрежи. Истиот алгоритам. Едното е непожелно и другото е непожелно. Да ги мапира неформалните групи. Не мора да има формални групи. Партии или издруженија. Едноставно, збир на мислења слични. Да профилира активности и да го насочува полициското внимание. Со предиктивна анализа, тоа се вика, значи која предвидува како може одредено размислување или активност на одредени групи да се насочи. Сучност... Да, ова во Шангај секако не е за продавачот на овошје на улицата, меѓутоа сигурно е насочено кон Кина е абсолютистичка држава, кон следење на дисиденти и така натаму. Мислам, незадоволство од било што, го отпуштиле од работа. Не мора да биде политичко незадоволство, директно да речем. Но, и ова е веќе реалност, ова е нешто што се случува. Кога една иста технологија и служи на војска, а иста е, и служи на војската, тајните служби, полицијата и администрацијата, граѓанинот нема каде се повлече во простор кој е навистина цивилен, граѓански. Ајде да очекуваш од војската и од полицијата, разузнавачките служби и така натаму да користат. Меѓутоа истата машина, во истиот дејта центар, со истото размислување, во наводници, управува и со администрацијата. Прашање на време е која ќе дојде тоа и кај нас, како што доаѓа веќе во многу држави. Во почеток на пониско ниво, ќе зборуваме за тоа, а подоцна и на повисоко ниво. Секако. Значи, демократската
контрола над безбедносниот апарат, која што е сега вградена, станува илузорна ако клучните одлуки ги носи техничка структура, што никој логички не може целосно да ја надгледува. И тука е клучот. Класичниот софтвер, јас сум програмер многу години, е збир на правила што човек ги напишал. Правила како нешто да работи. И кои, барем во принцип, човекот може да ги прочита и да ги ревидира. Јас ова го правам цел мој работен век. Пишам софтвер, го надзирам, ова не пресметува точно, дај да го поправиме и така натаму. Модерната вештачка интелигенција е нешто друго. Нејзините модели не се програмираат, се одгледуваат, се само растечки и само одлучувачки. Тоа се случува преку масивно учење. Да објасниме. Тоа значи дека вештачката интелигенција одлучува во некоја фаза да развие нов софтвер, самиот модел развива нов софтвер кој може, значи самиот го пишува, не човек, не го пишува човек. Па може самиот модел да го направи и да го стави во функција. Да го стави во функција. Таа работи врз основа Со или без знаење на човекот? Без знаење на човекот, затоа што вештачката интелигенција учи самата од себе, од влезни податоци, стотици милиарди, трилиони влезни податоци, од книги, преку разговори на Твитер, телефонски разговори, било што може да биде влезен инпут, и со помош на статистички модели одлучува. Вештачката интелигенција не добива инструкции за секој чекор, како што добива класичниот софтвер. Туку добива само наредба или упатство што треба да биде крајот, безбедна граница. А таа самата ќе дојде. Дури ни инженерите што тој начин на одлучување дури не е ни транспарентен, затоа што вештачката интелигенција не размислува на човечки начин со зборови, со концепти, така како што ние размислуваме. Треба да направам јадење, значи треба да одам да купам месо и да купам компири и да го сварам. Не. Они размислуваат на еден невербален, не класичен начин, не човечки начин. И тој начин на размислување и прашање дали уопште се вика размислување. Моето излагање беше инспирирано делумно и од книгата "Ако некој ја изгради, сите ќе умреме. Зошто надчовечката вештачка интелигенција би не убила сите?" Долг наслов. "If anyone builds it, everyone dies. Why superhuman AI would kill us all?" Извинете на англискиот, ама и таму е долг. Што сподели со мене, изговорено интересно. Ја доби. Таа излезе сега, пред некој месец, одма на New York Times бестселер листа и одобрена пофалена од сите AI научници во светот, така што веднаш ја проголтав 3 дена и таму е едно црно сценарио. И ова црно сценарио се обидов да го споделам, но е сценарио, значи е сигурно. Иако декларирана цел на сите најголеми лаборатории за вештачка интелигенција и компании, Роберт Алтман некни излезе на ChatGPT, главниот, е сингуларитет. Што е сингуларитет? Надчовечка суперхумана вештачка интелигенција. Тоа значи вештачка интелигенција која што ќе биде паралелна со човечката, нема да ја наследи човечката интелигенција, ќе биде самостојна. Нов ентитет. Нов вид на размислување, ако сакате. Нов ентитет. Во тоа сценарио се прашува сценарио, да се разбереме, потполно се согласувам и со Горан и со Колјаво, меѓутоа во тоа сценарио прашање е колку човекот ќе има шанса да влијае на регулирање на тоа. Иако во моментов, денес, 2025 и следните можда 10 години,
е гарантирано дека ќе имаме и дека Европска унија и дека не знам кој ќе донесе регулаторни закони и така натаму. Суперхуманата, сингуларитетот ќе значи нешто сосема ново, како да дошол вонземско битие кое што апсолутно не размислува како нас. И човекот е еден од чинителите у тоа што го гледа. Апсолутно не мора да биде најважен. Дури може да биде сватен како шум, како непотребна пречка. Во тој смисол, јас предвидував и оваа книга која што ме импресионираше стварно, предвидував една црна дистописка и ова терминаторска иднина Скајнет станува свесен. Скајнет станува свесен, станува сингуларен, суперхумана надчовечка интелигенција. Терминатор е производ на Скајнет. Значи, на таа суперинтелигенција која што сакаа да ги уништи луѓето. Тоа е тоа. И тука не е далеку таа филозофија. И да ви кажам, јас сега зборувам како човек кој што се бави цел живот со технологии и ги познава, да речам, ги следам тие работи. Можно е сценарието, сосема. Ние сме во центарот сега на една нова војна на вооружување, под наводници, тоа што беше поранешната нуклеарно, секој мора да има нуклеарна бомба за да биде во позиција да се одбрани и така. Сега е таа трка на вооружување практично трка во воспоставување на центри, на дејта центри, податочни центри за вештачка интелигенција, кои се различни од другите податочни центри, но тоа е техничка дистинкција. И морам да кажам дека Европа доцни. Европа се успа. Американците се ненормално многу. Го слушнавте на почетокот податокот. Они GDP-то практично го вложуваат во дејта центри. Дури се смета дека тие дејта центри ќе донесат до, како ги вика, браунауц, снимување на струја во одредени делови на сад, затоа што овие толку многу енергија трошат, а овие уште не се спремни тоа да го покријат со нови централи и така натаму. Значи, тоа е нова трка. Таа трка ќе придонесе до нешто. Дали ќе значи сингуларитет? Во иднина гарантирано ќе значи, немам сомнение. Ама дали ќе поминат 50-100 години, ќе видиме. Нема да бидеме живи, но, нели? Но тоа што можеме, еве, дури среднорочно да направиме е да го регулираме тоа. Потполно се сложувам. Да го ставиме под човечка контрола, за да не ни избега од раце. Ако ништо друго, барем среднорочно. Вештачката интелигенција го демократизира манипулацијата на правата на граѓаните. Дури и не треба многу пари да имаш за да ангажираш 20.000 ботови кои што ќе влијаат на јавното мислење. Да, порано тоа беше неколку илјади евра, сега е неколку стотици. Стотици евра. Да. И тоа има она онлайн кредитна картичка, PayPal, клик, што сакаш да кажуваат, па дека овој чини, овој не чини. Не знам, окей, сега ќе биде тоа. Демократизација, сега секој може да манипулира колку сака.